Па, повеќето од нас мислат дека знаат што е алкохолизам. Гледаме на тоа како на лоша навика, можеби. Не знам, како на морална слабост. Но тоа што го гледаме на површината е само, како да кажам, врвот на ледениот брег. Денес ќе се обидеме да нурнеме подлабоко, да видиме како оваа болест навистина функционира. Значи, не само во телото на поединецот, туку и како се провлекува низ цели семејства, низ генерации. Ке ги истражиме физичките, психолошките, па и духовните димензии, за да ја добиеме целата слика. Токму така. И мислам дека клучниот збор што го употреби е болест. Кога ќе почнеме да го гледаме така, сваќаме дека овие три аспекти, телото, умот и духот, воопшто не се одвоени. Тие се, испреплетени во еден трагичен циклус. А влијанието е толку длабоко што буквално може да го обликува животот на некој што, да речеме, никогаш не испил ниту капка алкохол. Ајде тогаш да почнеме од од најочигледното, од телото. Што точно му се случува на нашиот организам во првите моменти откако ќе се напиеме нешто? Па, првото нешто што се случува е дека алкохолот како психоактивна субстанца веднаш оди кон мозокот. Ги напаѓа центрите за расудување и за самоконтрола. И токму затоа луѓето на почетокот се чувствуваат еуфорично, опуштено, социјално похрабро. Истовремено делува како благ анестетик на нервите и ги шири крвните садови, посебно оние што се блиску до кожата. Ова е неверојатно. Значи, целата приказна за греана ракија за да се стоплиш, да, не само што е погрешна, туку е и активно опасна. Апсолутно. Уствари, правиш спротивно тоа што мислиш. Тоа е еден од најопасните митови. Чувството на топлина е целосна илузија. Бидејќи крвните садови на површината се проширени, телото губи топлина многу побрзо. Крвта што доаѓа на површината, брзо се лади од студениот воздух и се враќа во телото разладена. Ова може да доведе до тешка хипотермија, состојба позната како бела смрт. Бела смрт? Да, каде што човек може буквално да замрзне до смрт без воопшто да го почувствува студот, затоа што нервите му се анестезирани. Тоа е застрашувачко. А што е со другите верувања? Например, дека алкохолот помага да заспиеме или дека е хранлив? И двете се митови. Да, алкохолот може да те направи поспан, ама целосно го уништува квалитетот на сонот. Го спречува влегувањето во оние длабоките рестаративни фази на спиење, па се будиш уморен. А за хранливоста, иако има калории, тие се празни. Телото не може да ги искористи за енергија на мускулите. Наместо тоа, го иритираат желудникот, го зголемуваат лачењето на киселина. Добро. Ова се краткорочните ефекти. Но вистинската штета, предпоставувам, доаѓа со текот на времето. Ајде да зборуваме за долгорочните последици. Каде удира прво? Првата линија на одбрана и секако најголемата жртва е црниот дроб. Неговата работа е да го филтрира отровот, нели? Но при разградувањето на алкохолот се создава една субстанца – ацеталдехид. Тоа е исклучително токсична хемикалија, силен клеточен отров. И со текот на годините, тој отров буквално ги убива клетките на црниот дроб. Создава лузни, што на крајот доведува до цироза. Значи, црниот дроб, кој е филтерот на телото, буквално се труе сами од себе си, обидувајќи се да не заштити. А оваа токсичност влие слично и на други органи, бидејќи тој ацеталдехид сигурно не застанува само таму. Апсолутно. Патува низ целиот крвоток. Да го земеме мозокот, например. Контролниот центар на телото. Долготрајната изложеност на алкохол и неговите метаболити предизвикува атрофија на мозокот. Што значи тоа, атрофија? Па, најпросто кажано, мозокот почнува да се собира. Буквално се намалува. Како сунџер што се суши. Токму така. Совршена аналогија. И со тоа се губат функциите. Меморијата, способноста за размислување, расудувањето. Се почнува да откажува. Ова може да доведе до деменција, па дури и до алкохолна епилепсија. А во исто време се оштетуваат и периферните нерви, што предизвикува состојба наречена полиневропатија. Полиневропатија? Да. Тоа е постојано трнење, болки и слабост во рацете и нозете. Значи, имаме оштетен филтер црниот дроб и оштетен контролен центар мозокот. Што е со моторот? Со срцето? И тоа е директна мета. Алкохолот е токсичен за срцевиот мускул.
Доведува до состојба наречена алкохолна кардиомиопатија, каде срцето слабее, се зголемува и не може ефикасно да пумпа крв. Го забрзува и процесот на артериосклероза, односно затнување на крвните садови. Едноставно, нема орган што останува недопрен, дури и ендокриниот систем страда, предизвикувајќи импотенција кај мажите и хормонални нарушувања кај жените. И кај жените штетата е дури и поизразена, нели? Има и физиолошка причина за тоа. Да, жените имаат помал процент на вода во телото, што значи дека иста количина алкохол создава повисока концентрација во крвта. Исто така, хормоналните флуктуации влијаат на метаболизмот на алкохолот. Резултатот е дека жените се многу поподложни на оштетувања и можат побрзо да развијат зависност, дури и со помали количини на алкохол. Ова е навистина сеопфатно уништување на телото. Но она што некако се провлекува е дека можеби најголемата штета не е ни физичка. Постојано се инсистира дека ова е семејна болест. Што значи тоа во пракса? Тоа значи дека болеста не живее само во телото на алкохоличарот. Таа го инфицира целиот семен систем. Кога еден член е зависник, целото семејство свесно или несвесно почнува да се организира околу таа зависност. Се создава еден, како да кажам, дисфункционален танц, во кој сите учествуваат, водени од 3 многу мокни, непишани правила. А кои се тие правила? Правилата се не зборувај, не верувај и не чувствувај. Не зборувај значи дека за проблемот со алкохолот не се дискутира, ниту внатре, ниту надвор од семејството. Тоа е големата тајна. Не верувај се однесува на хаосот, на недоследноста. Ветувањата постојано се кршат, родителот денес е полн со љубов, утре е агресивен, детето учи да не им верува на другите, па дури ни на сопствената перцепција за реалноста. А третото правило не чувствувај. Тоа ми звучи најстрашно. Затоа што и е. Тоа значи дека изразувањето на искрени емоции како страв, тага или лутина е премногу опасно. Може да предизвика уште поголем хаос. Затоа, децата учат да ги потиснуваат своите чувства, да се прават дека се е во ред. Растат во средина на постојана непредвидливост, каде што може да се соочат и со блекаути. Блекаути? Да, периоди кога родителот нема никакво сеќавање на своите постапки поради алкохолот, амнезија. Како таквото детство го обликува човекот кога ќе порасне, какви лузни остануваат? Лузните се длабоки и често невидливи. Тие деца развиваат механизми за преживување кои им помагаат да го преживеат хаосот, но кои стануваат огромна пречка во зрелоста. Ова е познато како синдром на возрасно дете. Како возрастни, тие се борат со хронична анксиозност, депресија, ниска самодоверба и огромни проблеми со доверба и интимност. Не знаат како да постават здрави граници. Значи, не зборуваме само за лоши спомени, туку за вистинска, вкоренета траума. Токмо. Ова не е траума од еден настан, туку хронична долготрајна траума. Состојбата што произлегува од тоа се нарекува комплексен посттрауматски стрес или КПТС. За разлика од класичниот ПТСД, КПТС се развива од постојано изложеност на страв и емоционална нестабилност. Се манифестира со длабок срам, чувство на безвредност и неспособност да се регулираат сопствените емоции. Траумата станува, како да кажам, врзана за телото. Што значи тоа? Значи дека емоционален стрес може да предизвика силни физички реакции, палпитации, потење, дури чувство на парализа. И тука доаѓаме до еден од најфасцинантните, но и највознемирувачките концепти – параалкохолизам. Идејата дека некој може да ги има симптомите на болеста без воопшто да пие. Да, и тоа е суштината на генерационскиот пренос на траумата. Параалкохолизам или емоционална интоксикација значи дека возрастното дете ги има усвоено истите нефункционални начини на однесување. Тие стануваат, така да се каже, пијани од сопствените емоции. Чекај малку, ова е клучно. Зборуваме за тоа дека некој може да биде емоционално пијан. Точно. Од страв, од лутина, од возбуда и да го повторува циклусот на болеста, дури ако никогаш не се напил ниту капка алкохол. Токму тоа. Тоа е застрашувачка, но и многу мојтна идеја. Епа тоа е суштината на параалкохолизмот. Тие реагираат на животните предизвици на хаотичен, екстремен начин како и нивниот родител алкохоличар. Несвесно ги бираат истите дисфункционални партнери, создаваат хаос на работното место и така го продолжуваат циклусот на болка во следната генерација. Сликата што ја создадовме е навистина мрачна. Но најважното е што постои излез, нели? Циклусот може да се прекине. Како изгледа патот до закрепнувањето? Како и болеста,
и закрепнувањето има 3 димензии – физичка, ментална и духовна. Се започнува со првиот најтежок чекор – кршењето на негирањето. Признавањето дека постои проблем и кај зависникот и кај членовите на семејството е почетокот на се. Во процесот на закрепнување, особено за возрастните деца, се споменува еден многу интересен концепт – повторно родителство. Што всушност значи тоа? Тоа е, можеби, најважниот дел од исцелувањето. Теоријата вели дека сите ние во себе носиме внатрешно дете. Кај луѓето кои пораснале во дисфункција, тоа дете е ранено, исплашено, засрамено. Тоа дете не ги добило основните работи што му биле потребни – сигурност, безусловна љубов, потврда на неговите чувства и здраво водство. И како може возрастен човек да го надомести тоа што го пропустил во детството? Процесот на повторно родителство вклучува свесно развивање на внатрешен родител полон со љубов. Тој е внатрешен глас што возрастната личност го негува за да му го даде на своето внатрешно дете она што недостасувало. Тоа е гласот што вели: безбеден си сега, во реде што се плашиш, твоите чувства се важни, јас ке се погрижам за тебе. Целта е да се замени доминантниот внатрешен глас. А кој е тој доминантен глас? Кај повеќето возрастни деца тоа е гласот на суровиот внатрешен критички родител. Тоа е гласот на срамот, на самокритиката и самообвинувањето, кој уствари е само интернализиран глас на вистинскиот дисфункционален родител од детството. Закрепнувањето е процес на замолчување на тој критичар и зајакнување на гласот на љубовта. Тоа звучи како длабока, напорна внатрешна работа. Дали постојат програми или групи за поддршка што помагаат во тој процес? Да, и тие се од непроценлива вредност. Најпознати се анонимни алкохоличари или АА за оние што пијат и програмите како ВДА, односно возрастни деца на алкохоличари за оние кои пораснале во такви семејства. Клучно е да се разбере дека овие програми, базирани на 12 чекори, се духовни, а не религиозни. Тоа е важна дистинкција. Значи, дури и атеист или агностик може да најде помош таму. Апсолутно. Тие намерно избегнуваат каква било догма. Концептот за сила поголема од себе секој го дефинира на свој начин. За некого тоа е групата, за друг е универзумот, природата или Бог, онака како што поединецот го разбира. Фокусот не е на тоа во што веруваш, туку на тоа дека признаваш дека не можеш сам. И која е крајната цел на таа работа, на тие 12 чекори? Крајната цел е она што тие го нарекуваат духовно будење. Тоа не мора да биде некој драматичен момент со блескава светлина, иако и тоа се случува. Многу почесто тоа е постепено будење кое се развива со текот на времето преку искрена работа на себе си и помагање на другите. Тоа е длабока промена во перцепцијата, премин од живот воден од страв во живот воден од доверба и мир. Таа духовна поврзаност помага да се излечат чувствата на изолација и срам, што на крајот води до емоционална трезвеност. Емоционална трезвеност – тоа е мокен израз. Способноста да се живее без да се биде пијан од хаосот на сопствените емоции. Токму така. Тоа е способност да се живее животот со стабилност и внатрешен мир, без разлика на надворешните околности. Значи, кога ќе ја составиме целата слика, гледаме како алкохолизмот е болест што го разјадува човекот на секое ниво. Физички го уништува телото, психолошки го искривува умот и семејните односи и духовно го остава празен и изолиран. И најтрагично од се, видовме како таа празнина се пренесува на следната генерација. Да, но најважната порака од сето ова е дека тој циклус може да се прекине. Патот на закрепнување, иако е тежок и бара огромна храброст, е всушност процес на повторно освојување на деловите од себе си. Оние делови кои биле изгубени, потиснати или можеби никогаш не добиле шанса да се развијат. Тоа е транзиција од состојба на преживување во состојба на вистинска целост и живење. И за крај една последна мисла за размислување. Зборувавме за внатрешниот критички родител и ранетото дете. Ајде секој да помисли за момент на собствените внатрешни диалози. Кога ќе направиме грешка или кога се соочуваме со предизвик, кои гласови се најгласни во нашата глава? Дали се тоа гласови на осуда, критика и срам? Или се тоа гласови на љубов, поддршка и водство?
Истражувањето на ова прашање може да биде моќен прв чекор на патувањето кон себеспознавање, без оглед на нечие минато.